Во саботата министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски заедно со заменик министерот Трајан Димковски, директорот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски, директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Зоран Шапурик и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани одржаа средба со оризопроизводителите. На средбата се разговараше за состојбата со производството на ориз, откупот како и предлозите за подршка на производството на ориз. Министерот Николовски посочи дека навремената и неселективна исплата на субвенциите ќе продолжи, почитувајќи го календарот за исплата на субвенциите за мерките од програмите. Она што го заклучивме е дека Министерството ќе направи анализа на дополнителната мерка која што беше за која што се исплати околу 60 милиони денари на крајот на 2021 година, а која што ја опфаќаше предадената АРПА од 2021 и 2020 година. Тие дополнителни 3 денари се јави потреба да биде продолжена во 2022 и тоа е барање на оризопроизводителите. Ние ќе направиме анализи што тоа значи и верувам дека ќе најдеме начини да истата биде продолжена за 2022 година во одреден временски период, заради тоа што има случаи се уште на оризопроизводители кои што навистина тоа ќе им помогне ако ја предадат и се стекнат со овие средства, иако не е за намарување што 1 милион евра на 29 декември 2021 беа исплатени во тој поглед, меѓутоа ние изразуваме спремност да ја разгледаме оваа можност да се продолжи оваа мерка. Втората работа е она што ги информирав земјоделците и оризопроизводителите дека владата и Министерството размислуваат за креирање на посебна мерка во делот на поддршка за субвенционирање за набавка на вештачко ѓубре заради проблемот со растот на цените на светско ниво. При тоа министерот посочи дека во периодот од 2017 до 2019 година се зголемија субвенциите за оваа култура. Се воведуваат дополнителни мерки за предадена оризова арпа во периоди кога имаше проблеми со откупната цена, зашто по тој основ се исплатени близу 8 милиони евра. За прв пат се воведе мерката за зелена нафта за кофинансирање на трошоците за набавка на нафта, што за последните 3 години за 6825 земјоделци и корисници на мерката зелена нафта само во Кочани се исплатени околу 300.000 евра.